Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Добар ден, неколку минути по 11 часот, секој понеделник на брановите на Радио Слободна Македонија со вас сум јас, Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин Кворум. Премиерот Никола Груевски денеска попладне по американско, а приквечер по македонско ќе оствари средба со подпредседателот на САД Џо Бајден во Белата куќа во Вашингтон. Средбата ќе се одржи во рамки на посетата на САД на премиерот Груевски во функција на интензивирање на билатералните односи и меѓусебната соработка. Се очекува темите на разговор со американскиот подпредседател да бидат активностите за продлабочување на меѓусебните односи и соработка, реформите во Македонија и демократските процеси, зголемувањето на економската соработка и трговските односи, безбедносните прашања и интеграцијата на Македонија во НАТО и во Европската унија. Во Скопје пак денеска доаѓаат тројцата европратеници Вајгл, Ховит и Кукан. Европратениците треба да одржат одвоени средби со представници од партиите потписнички на договорот од Пржино. По нив кон средината на месецов, односно како што добив и пред малку најава, во петок треба да дојде и еврокомесарот Хан, кој според најавите треба да направи проценка на ситуацијата и да добие уверување дека изборите нема да се одложат. Во меѓувреме опозицијскиот лидер Зоран Заев индиректно ги потврдува информациите дека ќе се обиде да го избегне соочувањето со народот во април. Во неговото последно интервју вели дека засега нема договор за одложување на изборите, но не ја исклучува можноста тие да се одложат за јуни или септември. Дали по доаѓањето на Хан ќе има расплет, дали ќе се зацементира датумот за избори, денеска на овие теми разговарам со политичкиот аналитичар Александар Пандов. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, Бојана, добро ве најдов. Пандов, прво, кои се очекувањата од денешната средба на премиерот Груевски со подпредседателот на САД Џо Бајден? Па кои се очекувањата? Очекувањата според мене се како прво Америка е докажан партнер и пријател на Република Македонија и дополнително што во политичкава криза која што ја создаде СДСМ и Заев со бомбите, со завршување во една етапа на таа политичка криза со Пржинскиот договор, еден од гарантите на тој Пржински договор се и Соединетите Американски држави преку подписот на нивниот овластен амбасадор тука. Да подсетам дека Пржинскиот договор имаше некои одредени, колку беа 6 точки, кои што во целост сите се исполнети, законите се донесени, избрана е Државната изборна комисија, опозицијата е вратена во парламентот, изгласани се технички министри и заменици министри. Мислам дека останато е, но тоа не треба законски да се решава, одредени прашања во медиумите кои што СДСМ не е задоволен како функционирале сега. Генерално, значи, Пржинскиот договор е склопен, е исполнет и предпоставувам дека сега останува само тоа да се потврди и на 24 април да излеземе на избори. Верувам дека и подпредседателот на Соединетите Американски држави ќе биде еден од тие кој што сега директно ќе биде вклучен во тоа да гарантира дека на 24 април оваа година ние ќе имаме повторно слободни, фер, како и секогаш досега, и демократски избори, во кои што на најчист и на најјасен начин волјата на народот ќе биде испочитувана преку бројот на мандати кои што секоја една политичка партија ќе ги добие. Значи, тие разговори ќе се водат позади затворена врата. Ние можеби сите детали нема да ги слушнеме. Предпоставувам од друга страна дека дека самиот подпредседател и Соединетите Американски држави ќе бараат така да кажам гаранција од Република Македонија и од премиерот Груевски дека Македонија ќе остане на линија која што и досега е како таква, како пријател на Европската унија и кандидат за член на НАТО. Тоа е така и самите анкети покажуваат, биеко мало подослабнување на таа подршка, но и понатака народот се гледа и ја гледа Република Македонија во
НАТО пактот и во како полноправна членка на Европската Унија, да не повторуваме спорот со името и сето тоа. Не верувам дека ќе се врши притисок околу тоа да се прави некоја промена сега во овој период и поготово после 15 јануар кога ќе има некој технички премиер кој што ќе има функција само да ги спроведе изборите на 24 да помогне за спроведување на изборите на 24 април и дека во овој период ќе се прават некои обиди за промена на име. Мислам дека премногу им е јасно и премногу се рационални американците и дека македонецот не сака да слушне промена на име на Република Македонија, нити промена на својот собствен идентитет. Иако можеме да прочитаме дека некои аналитичари и понатака одат на тоа дека ќе има такви обиди, но верувам дека му е јасно на потпредседателот Бајден дека тоа не може да помине сега. Така што од сето ова јас очекувам дека како и 2011 година, да подсетам и тогаш имаше последната средба на премиерот Груевски со потпредседателот Бајден, во кое што после таа средба имавме избори 2011 година и изборите беа јасни и тогаш и се како што се и сега. Верувам дека подоцна ќе како се вика на 24 април после изборите повторно премиер ќе биде господинот Груевски и ВМРО-ДПМН ќе биде партија која што ќе остане на власт. Вие велите дека се исполнети сите предуслови за Македонија да одржи во април фери демократски избори. Од друга страна, опозицијскиот лидер Заев вели дека ќе го почека Хан да дојде во петок, па со него да го прецизира датумот за избори, дали тој ќе биде во април, јуни или па дури во септември. Како ја коментирате оваа негова изјава, што најавува во моментов Заев со ваквите негови отворени можности? Бојана, Заев е човек кој што е во ситуација човек да не му е во кожа на него. Значи, тој е човек, покрај тоа што сега да не се враќаме на назад, што е амнестиран за огромни криминали од Црвенковски. Човек со, да подсетам, во моментов има неколку кривични пријави и е четврто обвинет во случајот Пуч, во кој што, морам да подсетам, беше прислушнувана целокупното раководство на државата, председател, премиер, најважни министри. Имаме како он е четврто обвинет, но имаме таму неколку обвинети, а еден од нив осуден за тоа со даден исказ дека тоа е правено по наредба, односно за пари од господинот Верушевски. Имаме докази за тесна соработка помеѓу Верушевски и Заев и на секого веќе му е јасно дека тој Заев за цела таа работа треба да одговара. И македонецот и македонските граѓани очекува дека најстроги санкции ќе има против тие луѓе, затоа што ние година дена сме во една политичка криза која што ни е наметната од тие луѓе. Така што Заев како таков има рейтинг од 3%, безмалку на ниво на статистичка грешка му е рейтингот. Неговата партија после сите тие бомби има дупло помал рейтинг од ВМРО-ДПМН и единственото нешто што го крепи да тој се уште е на слобода е тоа што во моментов се уште се наоѓа на чело на СДСМ. Ке повторам, на Заев му е исклучително, предпоставувам јасно, дека после тие избори на 24 април неговата партија ќе доживее дебакл, тежок пораз и дека тој после тоа ќе треба да се повлече од нејзината лидерска позиција, затоа што верувам дека има таму доволно свесни и нормални слободоумни членови тоа СДСМ и нормални луѓе кои што ќе речат доста тие човече, тргни си се, партијата треба нормални луѓе да ја водат. Сега тоа е таму направено као некое гнездо кое што шуруваат со разноразни криминални групи, со разноразни бандити. Последното со фабриката за афери кое што е најдена во Ченто, во Сингелич, онде со Чауш. Гледаме дека имале тесна соработка, видовме слики во неговиот кабинет и тој самиот тоа го призна.
Видовме слики на неговиот најисторен министер за внатрешни, технички министер за внатрешни работи, како исто така соработувал со нив. Слушнавме од истрагата дека во моментот кога доаѓа полицијата и обвинителите да направат претрес кај Чауш, дека први броеви на кои што свртеле они биле кај Заев и кај Оливер Спасовски, така што тој човек е во тешка каша и нешто што се уште му купува време е тоа што он се наоѓа на чело на СДСМ, он е председател на таа партија и како таков предпоставувам дека се уште не велам дека е незгодно, значи ако сме ние правна држава, досега јас ако се прашував 100 пати тој требаше да биде и притворен и осуден тој Заев, но верувам дека тоа се ќе се пролонгира до изборите. После изборите премногу е известно дека Заев местото му е во Шутка, а подосна во Идризово и дека тој човек ќе има подолг период на престој во тоа Идризово. Јасно му е тоа и на Заев и сега да не се вртам, он со самото тоа што сака да ги одложи тие избори е купување на време за сам себе. Не верувам дека во таа калкулација му е дека он нешто ќе направат, дали ако се на 24 мај, јуни или на 24 декември дека нешто подобар рейтинг има. Напротив, преуверен сум дека они што повеќе седат вака како што се со ова раководство, со Заев, со Шилегов, со Шекеринска, дека нивниот рейтинг само ќе оди надоле и неговиот личен рейтинг како таков и само штета и прават на таа партија. Од тука ние треба да ги бараме калкулациите на Заев дали ќе биде на 24 април или нема да бидат на 24 април и треба да го разбереме човекот. Но од друга страна не е само тој политички чинител во оваа држава, постојат и други политички партии и мислам дека и на странците им е дојден веќе преку глава и тој Заев и целата багра таму која што гравитира околу него и верувам дека и они ќе направат најсериозен притисок врз него да се испочитува она што е во пржино договорено, а тоа е да на 24 април ние ги имаме изборите. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Пандов, велите, Заев сега ќе купува време за тоа што знае дека ќе ги изгуби изборите на 24 април и тоа ќе биде всушност и негова капитулација. Но што доколку изборите се одложат, тоа е кршење на она што лидерите на 4 најголеми политички партии го потпишаа во резиденцијата на Европската Унија во Скопје. Што доколку се прекрши овој договор и што ќе биде потоа? Јас сум сигурен дека нема се прекрши договорот и јас сум сигурен дека сите политички чинители мимо Заев дека цврсто ќе стојат на тоа дека 24 април е датумот на кој што треба да се одржат тие парламентарни избори. Еве хипотетички да ги поставиме нештата дека ќе има одложување од 2 месеци, дека тие ќе бидат во јуни. Тоа значи она политичка апатија, така да ја наречеме, во која што се наоѓа сега Република Македонија, ќе ни се пролонгира уште 2 месеци. Тоа значи дека ние директно кршење на она што беше потпишано. Така е, и во таква ситуација реално се поставува, според мене, реално се поставува дали воопшто треба да се почитува Пржинскиот договор и дали сите оние точки кои што се договорени треба да функционираат како такви. Значи, ако јас се прашувам во таква ситуација, ако се инсистира на одложување на изборите, треба да се, тоа значи поништување на тој Пржински договор, исврлување од влада на, како се вика, на тие што се технички министри, и терање работа до регуларни парламентарни избори. Што тоа би значило дека и Државната изборна комисија би се вратила во првобитна форма? Па сега околу Државната изборна комисија јас не гледам, тоа и претходно како таква Државната изборна комисија ја раководела опозицијата. Нели? Тоа е правило, ако едната партија е на власт, другата да има поголем еден глас повеќе во самата Државна изборна комисија. Таа ќе си има таму некои работи кои што нели исчистување на тој избирачки список, едно друго за изборите 2018 година ќе има доволно време, ете ако немала сега да се подготви. Но мислам дека не треба ниту еден ден да се чека подоцна и почитување на оние досега, повторно ќе речам, договорени работи, затоа што на крајот од денот јас како граѓанин се чувствувам сега максимално несигурен во вакви немирни времиња што еден Оливер Спасовски, лаик,
за безбедност и Дунстер, значи класичен, кој што преку X примери ни покажа дека три чисти нема во глава и дека врска нема што значи Министерство за внатрешни работи, да седи понатака министр. Истото тоа би го направил и со, како се викаше она, Ременска, со замениците. Значи, во ист момент би ги исфрлил од влада и повторно би си функционирала владата онака како што АСДСМ нека прави што сака. Тоа си е нивна работа. Каков тип на политичка борба понатака ќе тера, дали они и натака ќе блокираат или нема да блокираат, тоа си е нивна работа. И друга работа што треба да ја разбереме. Значи, постојат политички партии, но постои граѓански сектор. Јас не сум припадник на политичка партија. Мене никој не може да ми го земе правото да моите политички ставови, моите политички видувања да не ги искажувам гласно. И подеднакво исто, они кога велат добро, народот вака или онака, и јас сум исто тој дел од тој народ, и сум само една мала алка, која што, минатата пролет, така покажа дека граѓаните имаат своја свест. Само да подсетиме дека вие сте дел од граѓанското движење Одбрана за Македонија. Така е. И тоа нема никаква посебна потреба од не знам какви организации. Тоа се одреден број на луѓе кои што си имаме телефони меѓу себе, и ако видиме, гледаме во моментов, почнувајќи од она специјално обвинителство како функционира, ако видиме дека има девијантни појави кои што ја движат Македонија во крив правец, ако гледаме дека постојат некои работи кои што и прават зло на Македонија, да бидат уверени и Заев, и Катица Јанева, и сите тие, дека во истиот тој момент, дали тоа граѓанско движење како такво ќе профункционира повторно или во некоја друга форма, но дека постои институција народ, така да ја наречеме, која што ќе излезе на улиците или ќе прошета по културните домови, салите низ Република Македонија и во самиот главен град Скопје, да укажеме на сите тие работи што прави СДСМ и што прават нивните политики. Кога веќе го спомнавте народот, и претходно имавте една ваква изјава, па порталите кои важат за проопозицијски ја толкуваа на ваков или онаков начин дека владеачката гарнитура на чело со граѓанските движења планира да организира протести. Како вие го коментирате ова што го пишуваа медиумите за вас? Они може да го коментираат како сакаат, ама треба да го сватат како најдиректна закана. Значи, јас имам како граѓанин на Република Македонија право да говорам слободно. Јас живеам во демократска земја, сум дел од тој демос, народ, и имам потполно право моите политички ставови, моите политички видувања да ги искажувам гласно. Ако видам дека за цела среќа не сум само јас, такви како мене не има голем број. Ако видиме дека постојат такви појави кои што нанесуваат зло на Република Македонија, кои што пак ќе повторам во лош правец ја движат и ја закочуваат Република Македонија на својот пат, секако дека ќе излеземе и гласно ќе го артикулираме нашите видувања и нашите политички ставови. Ако некој тоа го гледа дека е тоа блиску со ВМРО, нека го гледа како така. Ние сме граѓани на оваа република, на оваа држава, и го имаме тоа право. Тоа право го имаат и сите останати. Истите тие луѓе кои што критикувале, кои што пишуваат по портали, дали е тоа Геровски и него оној Ордановски се закануваше дека ако сме се заканувале, ќе сме биле уапсени. Кога сака јас да му ја дадам мојата адреса од мојот дом, да дојде он со брат му Ваншо тамо, или со граѓани кои што го гледаат него како лидер, нека дојдат и нека ми ги кажат мене ставовите, а од друга страна, пак ќе повторам, јас, дали е тоа Катица Јанева, дали е тоа Сашо Ордановски или некој трет таков кој што се прави и отворено гледаме дека тоа го прават за сечиви туги интереси, ама не за наши, македонски. Тоа е невозможно такви политики ти да тераш, такви барања да имаш, а да не сваќаш дека правиш штета на сопствената држава. Таквите луѓе нека имаат постојано во глава дека постои институција народ.
Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Како што кажав и во најавата за денешната емисија, денеска во Македонија доаѓаат тројцата европратеници Ховит, Вајгал и Кукан. Пандов, што очекувате да донесат овие тројца европратеници? Чинам дека доаѓаат да го скенираат просторот и ситуацијата, па да му пренесат на Хан за он да дојде подготвен во петок. Што очекувате, каков исход очекувате од средбите со представниците на политичките партии? Па добро, они немаат некоја посебна политичка тежина, да бидеме искрени. Значи, ќе се прошетаат до тука, ќе се видат они со представниците и на сите 4 политички партии. Ставовите и видувањата на политичките партии ни се познати на сите. Предпоставувам дека СДСМ, како што изборувавме предходно во емисијава, дека ќе имаат обид да прикажат дека ете некои работи се не до крај исполнети и дека постои простор за одложување на изборите на 24 април, но од друга страна пак ќе повторам, они немаат политичка тежина за да пресечат дали ќе ги бидат тие избори или не. Одлуката денеска ќе биде донесена во Белата куќа дефинитивно и таму ќе се потврди датумот или пак не дај Боже нема да се потврди датумот, а седото само ќе го официализира господинот Хан во петок, колку што разбрав ќе дојде на 15 и мислам дека 15 е петок, нели? Да. Ете така, да. И тоа мислам дека не е случајно сето тоа поклопување, мислам дека тука сето тоа е направено така за да се донесе заев од Сајнтнук да нема простор каде да бега. Еве го 15 се повлекува Груевски, се закажуваат дефинитивно изборите за 24 април и мислам дека после тоа веќе е точка ставена на целата таа работа. Ќе останат некои ситни технички работи кои што треба да се доправат, но сето останатото ќе биде да не излезе дека ги рибаме овие тројца, пак ќе речам, они чисто само скрининг треба сега да направат, да пренесат нешто што помалку повеќе веќе амбасадорот Орав му има пренесено на господинот Хан. Така, кажав, Хан доаѓа во петок, споменавте и вие, несумнено е дека ќе бара и детали за фабриката за афери. Утрово порталот Курир објавува една нова информација, се редат неверојатни детали од оваа истрага и од фабриката. Спасовски наредил Чаушот да ги тргне заедничките фотографии, фотографиите кои се појавија во јавноста. Би сакала да прочитам 2-3 реченици па да прокоментираме подоцна. Техничкиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски наредил со работникот на Зоран Заев, Захир Бекири Чауш од социјалните мрежи да ги избрише заедничките фотографии, пишува Курир. Профилот на Чаушот на социјалната мрежа Facebook синоќа беше отворен, но заедничките фотографии со Спасовски кои јавност имаше можност да ги види се отстранети. Денес неговиот Facebook профил не постои. Пред неколку дена имавме информација дека Чаушот бил и пријател со специјалната обвинителка Катица Јанева. Уште какви се детали можеме да очекуваме од оваа истрага, а СДСМ и понатаму молчат и Оливер Спасовски зајавилат истрагата ќе покаже? Па, они може да молчат, но народот не молчи и гледа. Значи, ние живееме во време во кое што реално смртта на денешната смрт на Девид Бови во истиот момент кога дознале граѓаните од Лондон, од Њујорк, од Париз, дознаваме и ние во Скопје, па и оние во Струмица и во Ресен, било каде. Сите ние имаме сега, сме на една од неколкуте социјални мрежи, сите ние имаме дома интернет, имаме телевизија, се гледаат нештата, така да и околу ова. Сите тие слики ги видовме и на Заев со Чаушот, ги видовме на Оливер Спасовски, слушнавме и дознавме, пак ќе повторам, значи не повеќе, во моментот кога доаѓаат да прават претрес во домот на Чауш. Прво се јавува Чаушот на Заев, Заев му се јавува на Оливер Спасовски, Оливер Спасовски се јавува на Чауш. Значи не е исто скришно. Гледаме дека Катица Јанева е пријателка со Чауш. Како е можно обвинителка, јавна обвинителка од Гевгелија да биде пријателка со што ги поврзала со некој човек кој што работи криминални, има такво досие за него и во минатото ова не му е прво дело на него, и сега е во затвор фактички за некое старо дело, не е за ова сегашново,
кое што една таква обвинителка да биде, повторно ќе речам, во минатото пријателка со таков лик. Невозможно е тоа не и дополнително што сега пак таа е специјална обвинителка која што треба да ги решава сите тие работи. Значи не претпоставувам дека не постои никој во Република Македонија во кој што има било каква дилема. Кој стои позади бомбите, кој прислушнувал, кој се прислушнувани, кој е режисер на целата таа работа, за чии интереси тоа е правено. Не постои, предпоставувам дека исто така дилема сега дали специјална обвинителка Гевгеличанкава Катица Јанева е споена со СДСМ, дека има блиски контакти со нив, дека води нивни политики. Незината прва одлука, да подсетам, Бојана, не направи нити било што, нити ги погледна, нити ги имаше побарано материјалите за кое што прислушнуваните материјали, 600.000 прислушнувани материјали, не ги имаше ни побарано од СДСМ, а побара ослободување на Верушевски. Па тоа само човек кој што не треба нити право да знае, нити адвокатски работи, нити обвинителски работи, да му е јасно дека таа жена таму е ставена да спаси што може да спаси од онаа багра во СДСМ која што е вмешана во сите овие афери. Тоа веќе не е една афера, тоа се повеќе афери. И сите тие само во еден интерес за нарушување на угледот на владата на Република Македонија, на одреден број на функционери на ВМРО ДПМН, а воедно со самото тоа затоа што ВМРО е владеачка партија и на самата држава Република Македонија. По откривањето на погонот за фалсификати, владеачката ВМРО ДПМН иницираше формирање на анкетна комисија за да се расветли овој скандал со фабриката за афери. Во петокот се одржа комисија во Собранието за избори и именувања, за да најавија дека нема да учествуваат. Утринава им дада од владеачката гарнитура рок од 3 дена да размислат и да предложат своји членови, но утринава според информациите кои пред малку ги добив од колегите од Собранието, СДСМ не се појавиле на комисијата и најавиле дека нема да учествуваат, односно дека ќе ја бойкотираат анкетната комисија за расветлувањето на фабриката за афери. Од друга страна, од владеачката ВМРО ДПМН велат, кога вие побаравте да се формира анкетна комисија за прислушувањето, вие ни дадовте, што сега вие сакате да сокриете од нас. Дали ова оди во насока на она што претходно вие го говоревте? Дали бојкотот на СДСМ е во таа насока? Бојана, значи, ние двајца активно на дневна основа ја следиме политиката во Република Македонија, па ни се сеќаваме, но да се подсетиме. Со завршување на изборите на 27 април 2014 година, Заев излезе и рече не ги признавам изборите и година и нешто до сега 1 септември пратениците на СДСМ избрани од народот не влегуваа по наредба нормално на Заев и на тие околу него, не влегуваа во парламентот. Така да бојкотирањето на работата на парламентот од нивна страна е многу нормална работа. Мислам не изненадува никого. Изненадува немањето на политички сенс, на чувство кога ќе излезе некоја таква крупна афера. Немањето желба за расчистување незино. Тоа само дополнително повеќе ги подгрева тврдењата и кај оние кои што и најмал сомнеш имале дека можеби СДСМ не стои позади таа работа, дека токму СДСМ и незиното раководство стои позади оваа последна афера за фабрикување на лажни податоци, лични карти, пасоши и што све таму не слушнавме. Да не подсетуваме па дека таму беа најдени 70.000 разговори кои што не знаеме дали Катица Јанева ги има се уште тие разговори, барем тие разговори, не сите 600.000. Дали барем тие 70.000 разговори ги има, некој чауш таму ги имал. Слушнавме дека тие разговори биле и тргувани и продавани надвор од Република Македонија, нешто што е тешко казниво дело сега. Но да се вратиме на СДСМ и анкетната комисија. И не е за очекување, и јас не очекував, а верувам дека никој било кој очекувал дека СДСМ ќе има желба
со овој состав сега кој што го има, со ова раководство, со овој парламентарен состав да реши било што, па и ова последново аферава за фабрикување на лични документи. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Пандов, во изминативе 40 на минути разговаравме за посетата на премиерот Груевски на САД и неговата средба со американскиот потпредседател Џо Бајден. Говоревме и за посетите на тројцата европарламентарци и за престојната посета на земјава од страна на еврокомесарот Хан. Дали по сите овие средби ќе биде појасна сликата за тоа како ќе се што ќе се случува во наредниот период и дали ќе добијат граѓаните гаранција дека ќе можат да гласаат во април и конечно да се разреши оваа агонија во која живееме овој цел изминат период? Па нема тука, мислам јас дека не постои дилема. Во петок ќе се знае се. Значи во петок ќе биде расчистено и според мене потврдено дека ние на 24 април идеме на повторно не знам кој поред предвремени парламентарни избори. Сите тие сега ќе читаме овие неколку дена шпекулации вакви или онакви што било разговарано ваму, кој што кажал Кукан, што рекол Бајден, но мислам дека во петок ќе биде ставено точка на целата таа работа и дека дефинитивно нас ќе ни биде потврдено дека на 24 април оваа година ние ќе излеземе на парламентарни избори. Тоа ќе биде како продукт и од денешниве разговори на премиерот Груевски со потпредседателот Бајден, а верувам дека и еврокомесарот Хан во петок кога ќе дојде, само тоа ќе го заокружи и ќе стави точка на целата таа работа. Дали, да не се повторувам, дали ќе Заев и неговите, дали ќе прават отпор на целата таа работа, сигурен сум дека тоа пак ќе биде така и ќе дадат се од себе колку може да се одложат или да си купат некој одредено време пред се Заев. И овие неговите, пази, Бојана, кој реално да ги гледаме и логички се нештата, и на тие останатите што се поред него, исто им е јасно дека со заминување на Заев заминуваат и тие, дека за нив во политиката веќе не постои простор. Они, тоа што го имаат направено на таа партија СДСМ, мислам дека најголемите противници сега од ВМРО да ги земеш да ја раководат СДСМ нема толку белја да ја направеа на таа партија и толку лош имидж да направат на таа политичка партија, така што и тие неколку кои што се околу него и тие се борат за одложување на изборите, но не се тие сега веќе фактор. Сега тука се веќе на сцена многу големи играчи и мислам дека ова е или петокот е D-Day во кој што сите магли, сите нејасноти околу тоа ќе биде или нема да биде, ќе бидат расчистени, а веќе не знам по кој пат ќе повторам, според мене сигурен сум дека тоа ќе биде составање точка на избори 24 април, после кој што ако имаме време и ако ми дозволиш уште минутка, тоа за мене исто така сум сигурен дека недвојбено Груевски и ВМРО ДПМН повторно ќе победат, а за цела среќа после поразот СДСМ ќе има расчистување, од корен ќе треба таа партија да се расчисти и да донесе некое нормално, демократско, прозападно раководство од млади, перспективни луѓе кои што сакаат да се занимаваат со политика, но пред се ја сакаат Република Македонија како таква. Ако тоа не се случи, ние сигурно ќе видиме 1, 2, 3 нови политички партии на левиот сектор во Република Македонија. И на крај ајде сосема накусо да резимираме од денешниот разговор. Вие велите дека ќе има избори на 24 април и ВМРО ДПМН ќе однесе убедлива победа. Оставивме позади себе турбулентна година полна со предизвици, со афери, со скандали. Дали после изборите, после 24 април, може да очекуваме релаксирање на односите во општеството? Апсолутно, затоа што оние главни генератори кои што се сега на оваа политичка криза, на оваа магла која што не обкружува,
ќе бидат или сменети или затворени. Значи, според мене, главниот актер на оваа политичка криза, Зоран Заев, сигурен сум дека ќе има судска пресуда во која што после која што ќе се најде во затвор. Значи, со самото негово тргање од јавност, едноставно, главниот генератор на таа криза ќе биде тргнат. Дополнително, што ќе повторам, СДСМ е еден огромен бренд, еден од најголемите брендови, како бренд зборувам, што ги направила и ги произвела Република Македонија као таков, и верувам дека ќе се најдат кадарни луѓе кои што ќе застанат на кормилото на таа политичка партија и ќе го заземат сериозно левиот центар во политичкото живење. И ќе се надеваат на наредните локални избори дека ќе имаат некаков резултат. Мислам дека има капацитет таа политичка партија тоа да го направи, и пак ќе речам, со тргање на овие, сега да не бидам вулгарен, но бандити, политички бандити се овие сега кои што се наоѓаат на чело на таа партија, верувам дека ќе се изрелаксираат, ќе се нормализираат работите како што и претходно сме живееле. Пандов, ви благодарам за разговорот. Тука е крајот на денешната емисија. Благодарам за поканата. Почитувани слушатели, вам ви благодарам на вниманието. Денеска е 11 јануари 2016 година. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин Кворум. И денешниот Кворум беше во продукција на Радио Слободна Македонија, техничко водство Владимир Дамјановски и Далибор Зафировски. Ви закажувам повторна средба на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија за 7 дена, односно се слушаме наредниот понеделник, а до тогаш останите ми во добро расположение. Пријатно. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.